Председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Венко Филипче денеска од Гостивар прашува зошто здравствените власти не презеле никакви мерки за водата да биде испитена навремено и да се избегне епидемијата. ВМРО ДПМН од друга страна го прашуваат градоначалникот Валбон Лимани дали и зошто тој не чувствува морална одговорност за скандалот со водата. Имено зошто не се испитувала водата секој ден. Зошто квалитетот на водата, Центарот за јавно здравје, не го испитувало секој ден. Понатаму, зошто кога се случил наплив на пациенти во болницата, не се истражило добро на што се должи тој зголемен број на пациенти во болницата, па можело уште порано да се реагира. Зошто ништо не се направило од страна на здравствените власти да се изменаџира прашањето епидемиолошки, да се анализира од кај доаѓаат симптомите, на што тие се должат. Има ли срам Валбон Лимани, градоначалникот на Гостивар, кој вели дека не чувствува никаква морална одговорност за скандалот со водата? Кандидатот на Филипче, Ахмети и Таравари, Валбон Лимани, вчера вели дека за скандалот со водата, во кој директно беше погоден целиот град Гостивар, не чувствува никаква морална одговорност. Па со кое лице излегува пред неговите сограѓани и без срам и образ вели дека тој не е одговорен за грешките на луѓето кои тој ги има назначено да ги водат општинските предпријатија. Зошто сега нема осуда и барање на одговорност од страна на СДС, ДУИ и Таравари? Имавме разговор со дистрибутерите и производителите на тема профитна маржа на 700 основни производи и од состанокот вчера излеговме со став дека нефер трговски практики нема да се применуваат, а ние како влада нема да ги толерираме. Изјави заменик министерот за економија и труд Маријан Ристиски денес во Кочани. Не дозволуваме да преку нелогични, непазарни економски мерки да направиме поголем потрес на кревката економија и стопанство во Македонија, меѓутоа од друга страна главната цел на владата е секако заштита на животниот стандард на граѓаните. Имаше исто така опомена дека сите оние кои сакаат да бидат на некој начин воени профитери во вакви тешки економски услови и светска економска криза, дека ќе бидат санкционирани, а затоа имаме законски мерки и можност тоа да го направиме како влада. Иако договорот бил џентлменски, Ристиски се потпире на контролите од страна на Државниот пазарен инспекторат. Ние преку Државниот пазарен инспекторат правиме редовни контроли на сите правни субјекти, тргнувајќи од производители, дистрибутери, увозници, па се до маркети, односно трговијата на мало, и анализите кои што направивме во текот на целата година укажува дека има мало покачување на цените, бруто профитната маржа ја презентиравме пред медиумите, редовни состаноци имаме и во владата и Министерството за економија и труд со сите овие оператори, бидејќи сме земја со најниски цени на прехранбените производи и најниска инфлација во Балканот и пошироко во Европа. Проблемот со цените натаму останува актуелен со оглед на глобалната енергетска криза. Но и обидите на поединци од синџирот во трговијата да профитираат со ендомно високи маржи. Во насока на економска стабилизација и намалување на инфлацијата, цените на речиси 700 производи беа анализирани од почетокот па до нивно влегување во малопродажбата. Авиопревозникот Визер во својата флота веќе го има и 7-миот авион за транспорт на патници од Македонија. Годинава за 6 месеци превозот на патници во Македонија надмина 2 милиони, а до крајот на годината овој број треба да се удвои. Благодарение на дополнителниот воздухоплов, односно авион, веќе отпочнаа да се обраќаат две нови авиолинии. Неодамна отпочнаа на 15 и 18 јули до Палермо и Алгеро, места кои што се со навистина изворена убавина, и се надевам дека патниците што ги користат услугите на Визер ќе ги посетат овие дестинации и на тој начин ќе можат да уживаат во убавината на Медитеранот. Предходно кажавме дека авионот број 6 ќе создаде нови работни места, нови дестинации, нови летови. А сега тврдиме дека со авионот број 7 ќе имаме уште повеќе летови, уште повеќе можности за Македонија. Ова е големо достигнување, нешто со што и многу национални авиокомпании не можат да се пофалат, и затоа јас често знам да кажам дека Визер практично стана национален авиопревозник на Македонија. Бројките го покажуваат тоа, дестинациите го покажуваат тоа.
Министерот за внатрешни работи Бесфорд Ламалари информираше дека полициски дронови ќе бидат употребени за да регистрираат сообраќајни прекршоци во Албанија, со што според албанските медиуми се очекува намален број на смртни случаи на патиштата за 45%. Секој прекршок регистриран од дрон ќе биде пријавен кај најблиската полициска патрола, која ќе го запре возачот за да му ја даде казната. Ламалари додаде дека наскоро ќе бидат поставени камери со вештачка интелигенција на дроновите на националните и главни патишта во земјата, како дел од иницијативата за безбедност. Бугарската влада подготвува амбициозен план со кој повеќе од 800 километри нови автопати, тунели и мостови ќе бидат изградени преку моделот на јавно-приватно партнерство со цел да се забрза развојот на патната инфраструктура и да се намали товарот врз државниот буџет. Според бугарските медиуми, сите целосно нови автопатски проекти ќе бидат понудени на концесија на приватни инвеститори. Меѓу приоритетните проекти се автопатот Русе-Велико Трново граничен премин Маказа, автопатот Црно море кој треба да ги поврзе Варна и Бургас, автопатот Рила, како и тунелот под Петрохан. Двајца американски туристи се повредени во напад со нож во близина на јужниот влез на археолошкиот локалитет Акропол во Атина, а осомничениот е уапсен, соопшти грчката полиција. Инцидентот се случил околу 8 часот и 3 минути, откако полицијата добила пријава дека маж со нож им се заканува на минувачи во близина на музеот на Акропол и билетарниците, пренесуваат грчките медиуми. Според првичните информации, напаѓачот без никаква провокација нападнал двајца туристи од Соединетите Американски држави. Жената се здобила со повреда на бутот, додека мажот, кој се обидел да ја заштити, бил повреден на рачниот зглоб. Вчерашното невреме во вечерните часови на Делчево му донесе големи штети. Најмногу страдаа кровни конструкции, објекти од лесна градба и столбови за струја. Делчево беше погодено од страшно невреме, последено со силен ветер и со огромни врнежи на дожд, пошто беше констатирана настанување на лоша ситуација која што не даваше добра слика и на градот и кај домовите на граѓаните во општина Делчево, пошто нашите екипи веднаш излегоа на терен и започнаа со интервенции на лице место. Беше констатирано дека има оштетување силно на кровните конструкции на повеќе стамбени единици во централното градско подрачје и на повеќе семени домови на повеќе места во градот. Имаше нанесено доста кал и камења и сега имаше паднато доста дрва во насекаде во градот. Благодарение на брзата интервенција на јавното комунално претпријатие, на нашата територијална противпожарна единица, на Црвениот крст, на национални шуми и на Македонија пат, најголем дел од овие проблеми беа санирани, пошто денеска се одвива нормално движењето во градот, но сега го посетителите остануваат видливи на повеќе места, така да продолжуваме посветено да ја нормализираме комплетно состојбата и да помогнеме сега дека што е потребно на сите нашите граѓани во општина Делчево. Граѓаните веќе пријавуваат штети на кои локалната самоуправа и надлежните институции работат. Веќе имаме неколку пријави на штети, тоа повеќе граѓаните бараат помош и поддршка од страна на нашите дежурни екипи за отстранување на наноси од кал, на вода и секако на отстранување на паднати дрва во нивните дворови. Идеме редоследно по самите пријави и мислам нека до крајот на денот ќе успееме сега да санираме и да може да граѓаните потоа да си пристапат кон реконструкција и санација на нивните настанали штети. Силното невреме предизвика и прекини во снабдувањето со електрична енергија. Па да, имаше паднато доста столбови за електрична енергија, пошто еден дел од градот немаше текот на ноќта струја. Но полека се санира и овој проблем, се работи на останување на дефектот на главниот доводен столб, кој што ги станува потекот од понешта ветерана станица до стелиште, така да во текот на денот се очекува овој дефект по корелација со Евана да биде отстранет и целиот град да добие струја. Во однос на селата, единствено село кој што од Сабаља немаше струја, селото Илиево, но и таму се работи на останување на дефектот и во текот на денот и таму жителите на ово делчко село ќе добијат електрична енергија. Комуналното јавно претпријатие Водовод во содейство со локалната власт и денеска интензивно работат на справување со пожарот на градската депонија, правејќи постојани напори да го изгаснат. Ангажирана е силна механизација која работи на затрупување на жариштата, од каде се шири чад. Во моментот работиме со 3 големи багери,
неколку големи камиони и 3-4 булдожери со кои ја затрупуваме депонијата. Веќе 72 часа интензивно се работи, синоќа поради ветерот повторно дојде до нејзино разгорување, но во моментот може и сами да видите дека се интензивно работи. Пожарот се шири кон другиот дел, каде ќе се појави истиот, таму се реагира и се работи максимално веќе 72 часа. Директорот на комуналното јавно предпријатие Водовод, Денија Накиев, изрази благодарност и разбирање и трпение на граѓаните во однос на пожарот, како и за последиците од него. Најпрво да изразам благодарност до нашите сограѓани кои останаа мирни на целата ова ситуација. Пред се причината е човечки фактор, с тоа го сме запознаени сите, и едно големо извинување до сите наши сограѓани, доколку Водовод ненавремено ги изврши своите действија, тоа зборам за во делот на комуналните услуги, комуналниот отпад, големо извинување од страната на КП Водовод да останеме мирни 3-4 дена, ќе биде санирано се во ред ќе доведеме. Очекувањата се со затрупување со големи количини земја од околниот рид, практично да се задуши тлеењето и чадењето на депонијата и да запре загадувањето на воздухот. Значајно е да се истакне дека смет од соседните општини Виница, Зрновци и Чешиново Облешово веќе неколку дена не се депонира, се со цел да не дојде до проширување на пожарот. Започната е генералната реконструкција на една од најфреквентните, но комунално и најпроблематична улица во Штип, Борис Кидрич. Овде дефекти има постојано бидејќи инфраструктурата е стара повеќе од 60 години. Станува збор за една амортизирана улица која во минатото никогаш темелно не била реконструирана и затоа секоја година практично имаме проблеми со самата сообраќајница, со честите дефекти на водоводната линија, со честите прекопи, со амортизираниот асфалт, со нервозата кај учесниците во сообраќај. И затоа одлуката за целосно да се реконструира улицата Борис Кидрич од зграда Промаја до крстосницата Дујле ја донесовме во период кога имаме најмала фреквенција во централното градско подрачје. Проектот предвидува зафат на во должина од некаде 360 метри, а конечно цементно-азбесните цевки ќе отидат во историјата и граѓаните на општина Штип заслужуваат и ќе се водоснабдуваат со чиста бактериолошки хемиско исправна вода за пиење со преку една нова современа водоводна линија. Големата реконструкција ќе чини над 100.000 евра и тоа веројатно е најголема инвестиција во една улица во последните години. За оваа општина Штип одвои нешто повеќе од 3 милиони денари за комплетно да се подземно реконструираат сите подземни мрежи, а подоцна и за асфалтирање на потегот од зграда Промаја до крстосница Дујле, исто така нешто повеќе од 3,5 милиони денари за да се истретираат тротоарите и да се изасфалтира целата сообраќајница која што како што предмалку напоменав е една од најпрометните улици во нашиот град. Градежните активности ќе го прекинат вообичаениот сообраќајен режим, поради што Јорданов апелира за разбирање и граѓанска толеранција со оглед на важноста на проектот. Веќе од 25 овој месец ќе има целосно и делумно затварање на главната сообраќајница Борис Кидрич од зграда Промаја до крстосница Дујле, за да може јавното предпријатие ИСАР да работи на подземната инфраструктура, на водоводната инсталација, делумно онаму каде што има проблеми, секако и на канализационата, фекалната, за конечно долгорочно да го решиме овој проблем и оваа состојба која е непромената повеќе од 60 години. Освен Борис Кидрич, општина Штип во моментов градежни активности од идентичен карактер спроведува на повеќе локации во градот. Се уредуваат, асфалтираат обиколницата, улиците Драги Крупишки, Пито Гули, Христијан Карпош и други. Заменик министерот за економија и труд Маријан Ристиски денеска во Кочани Делчева ја презентираше мерката вработување и раст на правни субјекти од оперативниот план за вработување за 2026 година. До сега 1373 компании доставиле апликации за вработување на повеќе од 1700 лица. За лица до 29 години субвенционирањето е 250.000
денари, за лица над 29 години 160.000 денари, а за лица кои би ги вработиле од ранливите категории, тоаш помошта и субвенционирањето би било во висина од 220.000 денари. Огласот трае до 24 јули, односно до петок, да ги повикам сите правни субјекти, сите невработени лица да се пријават на овај оглас. Навистина дека е атрактивна и оваа мерка. До сега има над 1700 пријави за вработување токму со оваа мерка и околу 1400 правни субјекти кои се пријавиле на ниво на Република Македонија. 177 интервенции имала штипската брза помош последниот викенд. Обемот на работа е двојно поголем со високите температури, а најчести проблеми граѓаните имаат со висок притисок, но и стомашни заболувања. Изминатиот викенд имавме околу 143 прегледи овде во амбулантата на итната медицинска помош во Штип, а имавме домашни, односно теренска работа околу 34. Сега во саботата имавме 17 теренски и 72 прегледи овде, а во неделата имавме 17 теренски со 71 преглед во амбулантата. Со тоа што имаме многу зголемена работа во однос на претходните недели. Целна група на високите температури се постарите лица со хронични проблеми. Најчесто се постарата популација, оние кои што имаат веќе хронични заболувања, како што се хипертензијата и диабетот. Имавме исто така и дечиња, каде што секако помал процент е изложеноста на дечињата отколку на старата популација. Проблем во овој период се и стомашните вирусни заболувања. Да, имаме всушност големена бројка на прегледи со цревни заболувања, каде што најчесто се проследени со абдоминални болки, повраќање, пролив, некогаш и покачена температура, каде што нели се препраќаат секако на понатамошно третирање кај инфектолог. Аналогно, с големен број на прегледи и хоспитализирани има и на инфективното оделение во Штипската клиничка болница. Дневниот просек на прегледи е помеѓу 60 до 70 лица од сите возрасти и во главно кај нив се констатираат стомашни заболувања. Сепак нивниот број, иако зголемен, е во рамките на летниот просек и до овој момент простор за загриженост нема. Велат од инфективното оделение за телевизија Стар. Во хотел Манастир во Берово официјално започна музичко-етнолошкиот камп 2026, кој во организација на Агенцијата за иселеништво ги обедини децата и млади од Германија, Велика Британија, Хрватска, Србија, Словенија, Малта, Турција и Австралија. Домакин на кампот е хотел Манастир Берово. Свеченото отворање се одржа во присуство на директорот на Агенцијата за иселеништво Горан Ангелов, градоначалникот на Берово Петар Ружински и домакинот Дина Муцунска, кои им посакаа добре дојде на учесниците и успешен престој во Малешевијата. Денеска Берово ги отвара своите врати и своето срце за сите вас, кои доаѓате од различни земји, но носите една заедничка љубов, а тоа е љубовта од Македонија. Посебно ми е драго што денеска овде гледам млади луѓе, кои иако растат далеко од родниот крај на нивните родители и предци, покажуваат желба да го запознаат своето наследство и да бидат дел од неговото продолжување. Каде да водите животот, никогаш не заборавајте дека вашите корени се тука, а вратите на Белаво секогаш ги бидат широко отворени за вас. По сместувањето и во ведната сесија за запознавање, учесниците ја одржаа и првата музичко-етнолошка работилница, на која преку македонски народни песни, ора и традиционални инструменти се запознаваа со богатото културно наследство. Работилниците ги водат музичките едукатори Жаклина Узунова, Бранко Коловски и Виктор Мирчевски. Да не заборавите од кај попитнуваат вашите татковци, дедовци, мајки, баби, да не ја заборавите Македонија и всушност заради тоа ги правиме овие кампови. Во наредните 6 дена младите ќе учествуваат во низа едукативни, музички и културни активности со цел да ја продолжат и запознаат македонската традиција, да создаваат нови пријателства и да ги зајакнат врските со своите корени. Верувам дека дома во кругот на семејствата многу од сето тоа е веќе всадено во вас, но еве и ние овие 5 дена на некој подсистемски начин ќе се обидеме да го направиме тоа. Како што кажа Горан, нешто подоцна ќе зборуваме за програмата. Денеска само сакам да ви кажам дека од денеска па наредниве 6 дена ние ќе бидеме едно големо камп семејство.
Одбојкарскиот клуб Штип УГД оствари сензационално засилување откако за екипата потпиша најдобриот репрезентативен примач Александар Љавтов. Зад Љавтов има брилијантна одбојкарска кариера со 15 годишен репрезентативен стаж. Во својата енормно богата кариера, тој има настапувано за Работнички Фершпет, Галатасарај, Рибница Ваљево и други европски клубови. Љавтов има настапувано за репрезентацијата на 3 европски првенства, каде има освоено 4 сребрени медали. Од одбојкарскиот клуб Штип УГД се убедени дека Љавтов ќе го подигне нивото на игра на екипата која на есен во Лигата на шампиони првото коло ќе го игра против Орион Старс од Холандија, чија екипа е меѓу најдобрите 5 во Европа. Во случај на елиминација, штипските одбојкари ги чека уште пожесток противник во името на одбојкарскиот клуб Пјаченца од Италија. Ферибот полн со патници се судри со товарен брод во пристаништето Крит. Камерите го забележаа моментот кога патничкиот ферибот Елирос и товарниот брод Јосиф К се судрија во пристаништето Суда. Во моментот на несреќата, фериботот Елирос пловел на редовна линија кон Пиреа со 100 патници, 32 патнички автомобили и 74 камиони. Во исто време товарниот брод кој превезувал 84 камиони изведувал маневар за пристигнување во пристаништето. Видеото ги прикажува драматичните секунди во кои двата брода се приближуваат еден кон друг за само неколку метри, пошто се случува судир кој не можел да се избегне. И покрај силниот удар, во оваа несреќа немаше повредени, истурење гориво или загадување на морето. Утре времето претежно сончево со температури до 29 степени. Ветрот ќе дува со брзина од околу 21 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 51%. Температурите по градови се следните: во Штип, Карбинци и Пробиштип со по 28 степени. Чешиново, Блешево и Кочани со по 29. Виница 29, Македонска Каменица 27, Делчево 26, во Пехчево температурата до 24 степен, а во Берово максимални 25 степени. Православните верници утре се спомнуваат на светиот свештеномаченик Панкратиј, католиците на Марија Магдалена.